Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Јајцето е меѓу нутритивно најкомплетните и најбогати продукти. Лесно се подготвуваат и се неизбежен дел од детското мени. Бидејќи исхраната кај децата е вечна дилема кај родителите, а јајцето се внесува како дохрана, поточно жолчката после 6-тиот месец, денеска ќе зборуваме токму на таа тема, што се содржат јајцата и зошто се добри за детското здравје. Денешна гостинка во емисијата ни е Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. За јајцето долго време се зборуваше дека е здрава намирница, се додека не се утврди неговата поврзаност со кардиоваскуларните болести поради големата количество на холестерол и веднаш потоа беше сместена во лошите продукти. Но потоа едни најнови студии пак покажаа дека јајцето содржи некои супстанци кои што го превенираат срцевиот удар, спречувајќи создавање тромбови во крвта, па повторно се најде на листата на добри намирници. Што се содржи јајцето? Јајцето е навистина еден вид на нутритивна бомба, имајќи во предвид на количината која што треба да биде изедена за да ги примиме значи сите тие нутриенти. Нешто само многу кратко околу јајцето. Денеска веќе можеме да ги одвоиме, значи науката, видовите на масти. Така да холестеролот, кој што се сметаше всушност за главен кривец за она што се препорачуваше да се избегнуваат јајцата, всушност се симна од црната листа поради тоа што точно науката докажа дека трансмастите се оние кои што всушност се криви за појавата на сите овие болести и навистина се повеќе се истражува јајцето и навистина се поголеми се доказите дека како една клетка целосна, всушност во себе содржи и нутриенти кои имаат и противоспалително дејство, што значи дека еве чисто за пример, половина од мастите кои што се наоѓаат во жолчката всушност се незаситени масти. И тоа полинезаситени масти, и тоа масти кои што значи имаат и здравствен бенефит. Содржината на јајцето е навистина многу интересна, бидејќи тоа е, да кажам, ајде само за себе еден цел оброк. Значи се состои од белка и од жолчка. Жолчката, да, прво се воведува во исхраната на децата, прво поради тоа што до одредена возраст малите деца треба да примаат богато масна храна, а жолчката ги содржи токму нив, токму тој тип на масти, а потоа и поради тоа што во жолчката реток продукт во кој што се содржат сите витамини растворливи во масти, што е многу погодно за децата во раст и во развој. Навистина, Д витаминот и К витаминот се во значајно количество, Е витаминот не во толку, меѓутоа и А витаминот, меѓутоа исто така нивниот сооднос во жолчката на јајцето и нивното синергистичко взаемно делување всушност прават да со една жолчка се задоволат речиси 33 до 35% од вкупните потреби дневни на децата во раст и развој од овие витамини растворливи во масти. Жолчката е хипоалерген, многу ретко се случува. Така затоа прво се воведува жолчка. Да, белката е многу квалитетен протеин, меѓутоа има неколку видови на протеини кои што може да предизвикаат алергиски реакции и затоа се воведува во подоцнежната возраст. Најчесто после првата после година. 12 месеци. Да. Сега она што е интересно е дека всушност целото јајце можам да кажам дека нутритивно е комплет кој што би требало и кој што ги дава оние здравствени бенефити. Па воведувањето на жолчката е помошен нутриент во квалитетот на исхраната, значи не треба да се ослонуваат родителите само на тоа што нивното дете до 12 месеци конзумира жолчка, бидејќи таа има солидно количество на железо, на фосфор, речиси сите минерали, многу солидно количество на цинк. Меѓутоа, пак студии уште 2003 докажале дека комплетната конзумација на целото јајце ги дава најголемите
здравствени бенефити. Интересно е за жолчката, ако да се вратиме на жолчката, е што таа ги содржи речиси сите видови на масти кои што ние ги познаваме во храната. Па освен што содржи, значи чисти липиди, таа содржи и гликолипиди, потоа содржи фосфолипиди, што значи дека гликопротеини, што значи дека внатре ги имаме сите видови на липиди. Па имаме незаситени масти, потоа имаме линолеон, стераинска, арахидонска, потоа го имаме лецитинот, многу интересен фосфолипид, кој што е неопходен и кој што е една од ретките масноти кој што ја поминува мозочната бариера и влегува, во мозокот како храна и е многу добар за правилен ментален развој на децата. Што значи дека жолчката сама по себе е добра. Таа содржи додуше мало количество на протеини, меѓутоа содржи и протеини. Она што сакам да го нагласам е дека дилемата е дали да се конзумира свежа или не. Што се однесува до белката, таа е чист комплекс на протеини и на вода. Така, најдов на податоци дека белката, односно јајцето, може во целост да го замени месото, бидејќи содржи толкава количина протеини. Дали е тоа точно? Всушност, не постои намирница која што заменува друга намирница. Меѓутоа, составот на јајцето, можам да кажам дека по квалитет стои повисоко на храната на хранливост и од месото, бидејќи квалитетот на протеините во месото го споредуваме по скала споредбено со јајцето. Так. Значи, по јајцето ја споредуваме хранливоста на сите други намирници. Јајцето има хранливост од 100, а биоискористливост 97,8, што значи се што е во јајцето, нашиот организам може да искористи, речиси 100%. Лесно е дигестибилно, многу малку се задржува во желудникот, лесно се абсорбира, што значи дека е многу погодна храна. Така да ако веќе треба да нивелираме помеѓу месото и помеѓу јајцето, морам да кажам дека јајцето е повисоко на скалата на хранливост и од месото. Децата кога конзумираат јајца, тие треба да се добро термички обработени и треба да бидат свежи. Како може да се утврди дали јајцето е свежо? Јајцето се утврдува дали е свежо на многу едноставен начин. Се пушта во вода на собна температура. Доколку јајцето потоне на дното, тоа е свежо. Доколку е тука некаде на средина, може да се конзумира. Но доколку исплива на површината, тоа јајце не треба да се конзумира. Постои воздушно перниче, кое што се зголемува внатре во јајцето, со тек на изминување на времето и со тек на изминување на времето морам да кажам дека јајцето го губи својот квалитет. Интересен податок е дека, за разлика од сите други хранливи намирници, јајцето не губи ништо од својот нутритивен квалитет доколку е термички обработено варено. Специфичната обвивка, лушпа и специфичната кутикула која што има, овозможува да се задржат сите нутриенти во јајцето доколку правилно термички го обработуваме, односно не повеќе од 7 минути вриење. Со зголемување на време траењето на термичката обработка се намалуваат некои од состојките, меѓутоа сепак не драстично. Губиме дел од Б витамините, но сите останати ги задржуваме, што не е случај со праженото јајце и што не е случај со печеното јајце. И се враќаме на приказната дека не е сеедно како ги припремаме и како ги конзумираме нутриентите. Во однос на чувањето на јајцата, дали треба тие да бидат сместени во фрижидер или пак може да стојат на собна температура? И дали јајцето пред да биде ставено во фрижидерот треба да се измие или пак може да биде оставено онака како што ќе го купиме? Суштински јајцето не треба да се мие до моментот на конзумација, односно на припрема. Веќе ја спомнав специфичната обвивка, лушпата, така наречена кутикула, која што во себе содржи една состојка која што се нарекува муцин, и таа е голем заштитник на квалитетот на јајцето. Јајцето треба да се мие
пред со него да се ракува. Доколку имаме, сега се купуваат селски јајца кои што не се убави на изглед и не се чисти честопати, доколку сме принудени да ги измиеме, тогаш треба на нив да наросиме некој вид на масло, за да го заштитиме од понатамошно расипување. Се докажа дека загадувањето на јајцето не оди преку лушпата. Порано се мислеше дека салмонелата влегува преку порите, преку лушпата. Тоа не е точно. Значи, всушност се загадува натрешноста на јајцето или во текот на термичката обработка или во готовиот производ, што значи дека јајце на собна температура не се чува повеќе од неколку часа. Во фрижидер го задржува својот квалитет на температура од 4 до 5 степени 21 ден. Јајцето треба да биде одвоено сместено во фрижидерот, треба да биде свиткано со потесниот дел, со шилестиот дел надоле. Има ли причина за тоа? Има причина, на тој начин оневозможуваме побрзо полнење на воздушното перниче и подолготраен квалитет на јајцата, значи со превртување не дозволуваме лесно да се полни воздушното перниче и секако треба многу да се внимава на термичката обработка. Се попопуларни се органските јајца и селските јајца. Како може да се препознаат дали јајцата се селски и зошто најчесто жолчката на тие јајца има поинтензивна жолта боја? Иако не секогаш е така. Не секогаш е така и не значи дека ако нема интензивна жолта боја не се работи за селско јајце. Основен принцип кај селското јајце е нееднаквоста и во нијансите, и во бојата, и во величината. Индустријски, да кажам, не индустријски, меѓутоа другите јајца кои што генерално ги купуваме, тие се еднакви по големина, еднакви по боја. Селските јајца имаат различна боја, варира нивната боја од сезоната. Летно време дури имаат зеленкаста нијанса, зимно време се многу бели. Меѓутоа, генерално, бојата на жолчката зависи од тоа со што се храни кокошката. Па така, органските јајца на кокошки кои што јадат и тревка, имаат повеќе хлорофил. Оние кои што се само со житарици хранети, имаат исклучиво окер жолта боја. Таму каде што се давани каротеноиди, таму имаме потемно, поцрвеникава боја, што значи дека боите и нијансите зависат од тоа со што е јаден, со што се хранета кокошката. Морам да признаам дека и бојата на жолчката може да асоцира на квалитетот, не во смисла на тоа дали е свежо или не, туку на тоа всушност какво е. Точно е дека жолчката која што има повеќе антиоксиданси во себе, а тоа е лутеинот, заексантинот и каротеноидите, имаат потемна боја на жолчка, бидејќи тие всушност се пигменти. Што значи дека сепак постои разлика и таа разлика во бојата има некаков вид на значение. Родителите на мали деца инсистираат да најдат селски јајца. Дали навистина се поздрави од оние што ги купуваме во продавниците од индустријските? Генерално би требало да бидат поздрави, доколку семејството од каде што ги купувате, значи ги држи, ја држи живината во хигиенски услови, ја држи живината на отворено, значи не е само затворена, и тогаш тие се секако подобра варијанта. Манипулацијата со другиот тип на јајца е поголема и она што можам да го препорачам е секогаш да не се купуваат оние кои што се збогатени. Овдека веќе има манипулација во начинот на исхрана на кокошката, а тоа секогаш не е во ред. Например, збогатено со омега-3. Значи во концентратот на кокошката им се додавани некои работи. Доволно е кокошката да биде пристојно хранета и пуштена на слобода да го даде својот квалитет. Исто така, нема значение дали јајцето е поголемо или помало,
Тоа зависи од живината која што го дава. Младите кокошки даваат помали јајца, возрастните кокошки даваат поголеми јајца. Зимно време јајцата се поголеми, летно време јајцата се помали и тоа, значи големината не влијае на квалитетот. Интересен е податокот дека кај младите кокошки, односно кај живина млада која што има, количината, вкупниот момент во јајцето секогаш оди во корист на жолчката, што значи дека кога ќе видиме во јајцето поголема жолчка, тоа е од млада живина. Така. Споменавте дека е многу важен начинот на кој што се подготвува јајцето, дека најдобро е да биде варено, но јајцата кои ги вариме чисто пати пукаат. Зошто тоа се случува и дали доколку пукне јајцето и на некој начин дојде во допир со водата, се губи нешто од неговиот квалитет? Јајцата генерално се чуваат во фрижидер, пред да бидат варени треба да бидат барем 45 минути извадени на собна температура. Да не заборавиме кутикулата, лушпата е на некој начин дел од живиот организам. И пукањето на јајцата не значи ништо посебно, освен дека лушпата не може да ја издржи наглата промена на температура, што значи дека многу ладни јајца биле ставени во врела вода, во веќе вриена вода. Доколку сакаме да избегнеме истекување на белката од јајцето, а тогаш јајцата се препорачува да се варат во солена вода. Солената вода делува малку и антисептички, што значи дека на тој начин и превенираме ако добро не ни се измиени јајцата. Значи да биде тоа. Јајцето не губи на квалитет доколку пукне. Се губи на квалитет, како што реков, зависно од термичката обработка. Доколку се пржи и доколку се пече, споменавте? А Доколку што е се начин на пече- подготовка пржење во вода што го прават мајките за да избегнат Тоа се користење поширени зејти? јајца и тоа сега, ајде да кажам, се враќа во вода. Тоа е многу добар начин. Тоа е многу добар начин на спремање на јајцата. Прво, затоа што вие кога ќе го отворите јајцето, можете да видите дали е во ред, дали ги има трите посебни слоја, значи дали има одвоена жолчка, дали има околу себе прстен густа белка, па поретка белка, и на тој начин и можете да контролирате до каде, значи треба термички да го обработувате, што кога е во лушпа не знаеме. Тоа е многу добар начин на припрема. Да нагласам дека најмала денатурација на протеините и губење на квалитетот на протеините се случува на 7 минути вриење, што значи тогаш искористуваме максимумот кој што го дава јајцето. За бремени жена и за мали деца, доколку не сме сосема сигурни во тоа какво е јајцето, исклучиво термички обработено јајце. Иако морам да признам дека науката кажува дека живата жолчка, односно меко вареното јајце, меко термички обработено јајце поширано, всушност е многу поквалитетно и има многу подобри бенефити од тврдата жолчка. Меѓутоа тоа е голем ризик. Да, сакав да ја прашам и за јајцето на око, нели често пати децата сакаат пржено јајца и најчесто барат жолчката да биде полумека. Дали истото важи и во овој случај, доколку не е познат изворот, доколку не сме сигурни Доколку не сме сигурни, додека не сме сигурни жолчката да биде добро испржена. Иако, она што е во главном за термичката обработка, секогаш потекнува од белката, значи ајде да кажам подобро е, поважно е белката да биде подобро термички обработена, меѓутоа секако не треба да се ризикува, треба да сме сосема сигурни и треба да биде значи добро термички обработено јајцето. Тука мора да ги споменеме и јајцата од препелица, кои што родителите им ги даваат на своите деца за да им го зајакнат имунитетот. И едно од најчесто поставуваните прашања се дали да се даваат свежи, односно живи јајца, не термички обработени, растворени во сокче или пак во млеко, или пак овие јајца да се сварат. Сега да ја разјасниме значи тајната на јајцата од препелица. Составот на јајцето од препелица и составот на јајцето од друга живина, посебно од кокошкините јајца, е разликата во нијанси. Чудотворноста
на јајцата од препелица е што на иста количина намирница, примерно 60 грама, имаме многу поголема нутритивна густина. Сконцентрирана нутритивна густина. Многу важен момент за малите деца. Особено за деца кои што не сакаат да јадат јајце, бидејќи се работи за мала така, количина. На иста количина ние добиваме 3 пати повеќе фосфор, 4 пати повеќе железо, и тоа многу интересно железо. Селенот е нешто повисоко на скалата. Морам да кажам дека самата анатомија на јајцето од препелица, самата негова лушпа, дебелината и начинот на кој што таа е изградена, дозволува заштита поголема на квалитетот на јајцето. Што значи дека тоа влијае и на рокот на траење, и поради малата количина и поради состојки, да не ги именуваме сега кои се тие состојки, се сметаат јајцата од препелица побезбедни за жива конзумација. Меѓутоа, на дете до 16 месеци, на бремени жени и на доилки, јас лично секако не препорачувам живи јајца. Значи, после 18 месеци може да се даваат, постојат разни рецепти, се претерува во количината. Дете до 2 години треба да јаде 2 до 3 јајца од препелица, а не по 5. 5 јајца од препелица е количина за возрасен човек. И најсигурно е, значи до одредена возраст, речи си до 2-та година или нешто пред 2-та година, и тие да бидат термички обработени. Важи истото правило, не губат ништо од својата нутритивна вредност. Што значи дека на истиот начин како и живите јајца, малку испасирани, може да се додадат во било која храна. Јајцето е исто така специфично, што може да го збогати целото мени. Јајцето е многу погодно за комбинации. Јајцето може да го комбинираме со јаглехиднатен оброк, и на тој начин сме додале витамини и минерали кои што ги нема во јагнено-хидратниот оброк, и масти. Може да го комбинираме и со зеленчук и со овошје. Сме дале протеини. Можеме да го конзумираме дури и со млечни производи, со млечни намази, со павлаки кои што им се даваат на децата. На тој начин правиме исто така една симбиоза и додаваме квалитет во оброкот. Кога зборуваме за термички необработени јајца, односно за конзумација на живи јајца, што споменавте дека не препорачувате кај трудници, кај мајки кои што дојат и кај мали деца до 18 месеци, кој е најголемиот ризик што го носат? Дали салмонелата е всушност клучниот проблем? Клучниот проблем е салмонелата, и клучниот проблем е што јајцето може да се загади во секој момент од тогаш кога сме го купиле до начинот на конзумирање. Значи, може да сме купиле и добри, здрави јајца, затоа реков, јајцата се чуваат на посебно место, во посебна посуда во фрижидерот. Тоа е многу лесно приемлива, значи расипливо на некој начин, да кажам. Салмонелата е всушност најголемиот непријател, и таа со термичката обработка ја уништуваме. И тука веќе не постои никаков ризик. 6-та минута од термичката обработка, значи загадено јајце, веќе ја уништуваме салмонелата. Што значи дека го исклучуваме ризикот, каков и да е. Нема зошто да се ризикува. Со термичка обработка јајцето, особено кога се вари, не губи ништо. Која е препораката, колку јајца дневно би требало да јадат децата? Има ли некој таков шаблон, некоја таква препорака? Кај малите деца јас не сакам да препорачувам дози, бидејќи многу зависи од тоа која друга храна ја конзумира. Ако детето, денешните деца не сакаат да џвакаат, ако детето не конзумира храна која што има доволно протеини, може да се дава јајце секој ден. Меѓутоа, доколку детето конзумира други видови на протеини, неколку пати во неделата е добро. Меѓутоа, јајце може да се дава секој ден, не претерано или пак да има штетни последици. Значи, некогаш дури комбинацијата со месо во истиот ден нема никаков
Нема никаков проблем, да. Така. Надица, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина интересни совети и препораки до нашите гледачи, поврзани со здравата исхрана кај нивните деца, пред се со конзумацијата на јајцата, бидејќи многу често се дел од детското меню, како што споменав на почетокот на емисијата. Ми беше задоволство ако гледачите имаат добри совети. Денешна гостинка во 0N+ беше Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Вам почитувани, ви благодарам што не следевте и денеска со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринските на Телма. До гледање.